Кочани доби градоначалник по оставката на Папазов. Советникот Венко Крстевски денеска беше избран за в.д. градоначалник на општината. Кандидатурата на независниот Крстевски со 9 гласа беше поддржана од советниците на СДСМ, а воздржано гласаше советничката од Левица. За градоначалничкото столче советниците на Советот на општина Кочани избираа помеѓу Венко Крстевски и неговиот против кандидат, кој што беше предложен од ВМРО-ДПМНЕ, а исто така и координатор на советничката група, Гоце Марков. Гласањето се одвиваше во 2 круга, а по изборот Крстевски се заблагодари за поддршката и нагласи дека во наредните 6 месеци до локалните избори ќе работи на рехабилитација на градот по големата трагедија и поефикасно функционирање на институциите. Ова ќе значи промена на политичките навики и политичката култура. Се надам дека ќе започне од Кочани и ќе се рефлектира на ниво на цела држава. Сметам дека е време да кренеме во нови процеси, а тие процеси ќе значат давање шанса на квалитетните за сметка на партиските кадри. Значи време е да ги сменеме тие работи кои што сте правени сите овие години и едноставно да направиме функционални институции кои што за жал видовме во претходните неколку денови и недели дека не се такви. Предходно со едноминутно молчење во чест на настраданите во Кочани започна седницата со единствена точка на дневен ред, која помина во доста тензична атмосфера со низа политички префрлања и препукувања. Амбиција на сите нас треба да биде санација на овој град, да го заживееме овој град. И искрено мислам дека веќе нема во овој град да се прави разлика по боја на кожа. Нема да има разлика по социјална потека. И колега, нема да има разлика кој од каде. Верувај. Да нема разлика кој од каде. Знаеме како е населен овој град, со каква популација. Сите се исти, колега, во овој град. Сите, од првиот до последниот, правник, економист, лекар, таксист, сите сме исти. Немаме веќе право на грешка. Колега Марков, не сме сите исти. Јас и ти не сме исти. Јас сум избран со 1382 гласа и сум член на совет, ти си град и советник. Носителката на вашата листа кажа дека сте болен по функција. Двајца советници се откажаа за да станете советник. Не сме исти. Јас се залагам за департизација. Вие не сакате да ме предложите само што не сум партиски подобен по вашата листа, затоа што не сум ВМРО-ДПМНЕ. Не сме сите исти. Многу сме различни. Јас сум различен од вас. Го слушав колегата Гоце Марков. Ја мислам кандидира се некој од Швајцарија за кандидат. А заборавајќи за овие 3 години градот го уништија. Половин град од младите се у гробиштата, половин град раселени низ цела Европа. Наместо да не трчете, да не тражите, да не барате, луѓе, дајте да седнеме, да се договориме. Работи се за град. Нема веќе политика, крај. Нема директори, нема градоначалници, нема ништо. И имав најдобра цел да излегнам, да ги слушнам кандидатите, да слушнам некои мислени луѓе. А ние сега ќе се врнеме, што било, тоа е завршено. И со кој лице вие ќе тражите сега градоначалник? Со кој лице? Со кој лице ние ќе тражиме? На седницата оставка поднесе советничката од ВМРО-ДПМНЕ Кристина Атанасова Арсова, образложувајќи дека не прифаќа вакво политичко препукување, бидејќи нејзиното дете е едно од повредените во пожарот во дискотеката Пулс. Мојот здрав разум и мојата заклетва не ми дозволува да поддржам ниту еден кандидат. Во оваа прилика, јас сакам да ја доставам мојата оставка за советник до претседателот. Повелете претседател. Бидејќи самото присуство може да се брои како број, но мислам дека ова е страшно недостојно и понижувачки за мене и за сите оние мои поддржувачи кои што ме гласале на изборите. И од овој момент и во следниот период ќе се посветам на сите кои што се уште во болница од несреќата и на сите оние деца кои што треба да се вратат за нивната рехабилитација, затоа што навистина тоа им е потребно. Пресконференција одржаа и советниците на СДСМ кои искажаа подготвеност да не делуваат политички во следниот период, а својата поддршка ја дадоа на сега веќе избраниот Крстевски. Тој ќе ја води општината до локалните избори во октомври,
откако претходно по страотната трагедија во дискотеката на смртта, Љупчо Папазов си поднесе оставка. Инаку, пред оставката на Атанасова Арсова во Советот на општина Кочани имаше 19 членови, од кои 9 се од ВМРО ДПМН, 8 од СДСМ, 1 независен и 1 од Левица.